Благодарам, почитувани колеги, почитувани медиуми. Се согласувам со вас, колега Костовски, дека граѓаните најдобро знаат и тоа што го знаат си го кажаа најдобро на последниве избори на локалниве. Токму затоа и резултатот е таков. 43 општини и градот Скопје, помеѓу кои еве за прв пат по 30 години СДСМ загуби во Куманово, што не иде во корелација на она кое што вие го говорите или вашите колеги. За да бидете поискрени во она што го кажувате, можеби треба да го почнете вашиот говор дека што се очекува во наредната 2022 година. Се очекува малтене денеска по најавите на државните институции 40% зголемување на електричната енергија. Тоа се очекува. 520 денари поскапе животот само за 2 месеци. Треба да им кажеме на граѓаните колку ќе поскапи животот во наредната година, ако за 2 месеци поскапел за цели 520 денари. Треба да им кажеме дека ќе има поскапување на сите производи, дека ќе има зголемување на трошоците, а дека ќе има 0% реализација на капитални инвестиции, нешто кое што е, би рекол, трейдмарк за вас во изминатите 5 години додека сте на власт. Треба да им се каже дека сиромаштијата ќе се зголеми, дека платите и пензиите ќе стагнираат, дека бизнисот ќе пропаѓа и дека треба да им се објасни во суштина и без малку ништо да не напишете вака заговори, можете секоја година кога се носи ребаланс и буџет да ги читате истите работи, да ги зборувате истите работи и при тоа ништо да не биде сменето. Зборувавте за здравството, ќе ми дозволите да ви кажам неколку работи. Ја спомнавте болницата во Кичево. Ние сме пратеници скоро една година, ова ние мислам дека четврти документ кој што го носиме заедно и како член на комисијата за буџет, 4 години ја спомнувате, а можевме да видиме дека се вакцинира во дворот, во шатор. И таму се примаат пациенти. Тоа е едно. Болницата во Штип. Ви кажа колегата дека не ВМРО ДПМН, туку ЕБОР, Европската банка, ви испрате допис дека ви ги повлекува средствата. Но треба да бидете доблисни да кажете дека примале паушали Љупчо Балковски, Андреј Жерновски, не знам зашто, цел живот на државна сметка, што има Андреј Жерновски да понуди за да прима пари од болницата во Штип. Говорите за клиничкиот центар во Скопје дека ние сме го блокирале. Тоа е неточно. Ние само се обидовме да го запреме криминалот од пола милијарда евра. Дали е добро или не, кажаа граѓаните. Во Штип жесток пораз, во Ѓорче Петров жесток пораз. Значи граѓаните повеќе не ги гледаат тие розеви лаги. Луѓето сакаат да видат нешто конкретно. И на крајот, имате страшна грешка направена во буџетот. Не вие како пратеник, туку министерот кој што седи тука. Сте напишале дека од приходи ќе имате од даноци од прилика над 1 милијарда евра, од кои што 45% од данокот на дадена вредност. Министерот ќе треба да стане и да објасни како планираат 45% од приходите од даноци да се од ДДВ, а веќе спремаат мерка во која што ДДВ-то за некои производи ќе биде намалено, само за да нема ценовен шок. Се на се, катастрофа, лаги, народот тоа го препознава и затоа го казнува на избори. Благодарам. Контрреплика пратеникот Мартин Костовски. Повелете.